Со користењем Македонија и македонски не се крши Преспанскиот договор, тврди идниот мандатар за состав на новата влада. Мицкоски вели дека тој председателката Силјановска Давкова ќе ги користат овие два термини во јавните настапи, а македонските институции ќе комуницираат согласно Преспанскиот договор, за кој вели дека е реалност. За разлика од таму, Преспанскиот договор тука е дел од македонските институции, дел од македонскиот устав и закони. Многу пати во минатото сме кажале дека тоа е реалност. Комуникацијата внатре во институциите и самите институции остануваат согласно законите и уставот, но мое основно човеково право е, како јас мојата држава ќе ја нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред вас новинарите, и јас, а очекувам тоа да биде и начин на однесување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски. Според Мицкоски, доколку Атина има проблем, тогаш аргументите можат да се соочат во Меѓународниот суд на правдата. Вели дека сака добрососедски односи меѓу Македонија и Грција и дека двете држави треба да работат на економска соработка. Ги повика грчките бизнисмени да инвестираат тука, а нашите во Грција. Да престанеме со закани, да престанеме со обструкции, да престанеме со враќање назад во минатото, да гледаме во иднината. Ова се документи кои што се дел од правото. Ако тие мислат дека ние сме го прекршиле договорот Преспанскиот, тогаш постои Меѓународен суд за правда, може да отпочнат процес, па таму ќе ги вкрстиме едните и другите аргументи. Јас не би сакал до тоа да дојде. Свечената заклетва на председателката Силјановска Давкова, во која таа ја избегна придавката Северна, предизвика низа реакции, како дома, така и надвор. Грчката амбасадорка во Македонија ја напушти дипломатската галерија во Македонското собрание.